пандемијата, значи честитки до вас и до останатите советници. За неколку дена ќе се одржи конститутивната седница. Што можат граѓаните да очекуваат од совет и од самите советници? Ви благодарам на честитките. Посакувам среќа на сите избрани советници, на целокупниот состав на советот, независно од која политичка партија доаѓаме, и се надевам на успешна работа и успешна соработка и со локалната самоуправа и со сите граѓани на општина Куманово. Советот на општина Куманово е најнепосреден облик на локална демократија и како највисок представнички орган на граѓаните, сметам дека е вистинско место за креирање на граѓански политики. Така да очекувам во наредниот 4-годишен период заедно со граѓаните да ги артикулираме нивните интереси, да бидеме во служба на нивните потреби, а заедно со општинската администрација, со градоначалникот на општина Куманово да работиме Куманово да подобие епитетот модерна европска локална самоуправа, како што и заслужува со оглед на тоа дека се работи за најголема општина во Република Македонија. Ниту една од партиите нема мнозинство. Дали веќе се разговара за коалициите и има ли некои? Се уште не, со оглед на тоа дека дури денеска официјално ја преземаме должноста, преземаме мандатот, меѓутоа во наредниот период ќе представиме кон разговори и преговори и очекуваме дека ќе успееме да се договориме за соработка со останатите политички партии во Советот на Куманово. Со профилот на избраните советници очекувате ли плодна дискусија во Советот на општина Куманово? Очекувам, искрено се надевам дека ќе има и плодна и корисна дискусија со оглед на тоа дека имаме тука и искусни, да не речам ветерани, кои со повеќе мандати, имаме и новоизбрани советници и со различна возрастна родова структура, со различна професионална структура и сметам дека има тука представници на истакнати професионалци од различни области на општественото живење во Куманово и мислам дека ќе има и плодна дискусија се со цел да се избориме за најдобрите, најполезните политики за градот и за интересни и корисни проекти.